Бидејќи е исцрпена листата на пријави на збор, констатирам дека претресот е завршен. Овдека ја преконувам работата со оваа седница, за продолжувањето ќе бидете дополнително известени. Вака, со негодување од опозицијските пратеници заврши денешната работа на собранието која почна расправата за отворање на Уставот. Од ВМРО ДПМН се незадоволни зашто опозицијата денеска бараше и да се гласа за првата фаза од измените и така како што велат да се покаже дека власта нема доволно мнозинство од 80 пратеници. Ние сме сега во еден убав момент кога граѓаните на Република Македонија преку нивните представници кажаа не на она што владата го бута како бугарски диктат. Следно што оваа ненародна власт, која што не покажа никакви резултати, треба да го направи е да го распушти ова собрание, па да отидеме и да ги прашаме сите граѓани на предвремени парламентарни избори за тие да одлучат што ќе се случува во иднина. Седницата на собранието почна со обраќање на премиерот кој пак се обиде да ја одоброволи и убеди опозицијата за потребите од измени со кои меѓу другото ќе се вметнати бугарите во Уставот, чекорот кој зависи на тамошната евроинтеграција на земјата. Предлогот за дополнување на Уставот има само една единствена релација и мотив. Тоа е влезот во Европската Унија. Тоа што го бара и го очекува огромното мнозинство граѓани во државата. Ништо повеќе, ништо помалку. Предлогот е наш македонски. Предлогот е базиран на европскиот предлог и договор од 2022 година, со кој државата после долги години чекање конечно ги отвори преговорите за членство. Предлогот е напишан тука во Скопје. Предлогот се дебатира во Македонското собрание во Скопје. И затоа, со цела одговорност, ги отфрлам лажните и невистините тези дека постои некаков диктат од било кого за било што. Постои само нашата сегашна, а сепак историска можност да направиме нешто добро за државата. Со усвојувањето на предлогот да донесеме одлука, не да стоиме во место, не да каскаме, не да чекаме повторно, туку да чекориме во полноправно членство во Европската Унија и да ја оствариме поставената цел за полноправно членство до 2030 година. На овие пораки на премиерот опозицијата му ги спротистави своите аргументи за тоа зошто не дава подршка за уставните измени. Крајно време е да покажеме дека сме пристојна европска држава која сака да на патот кон ЕУ да оди исто како сите сегашни членки на ЕУ, но и кандидатите за нас. Не смее да има посебни критериуми и преседани за нас, оти тоа ќе се одрази и на следните кандидати. Затоа мислам дека овој предлог не треба да се подржи, туку треба да се прашаат граѓаните на избори, бидејќи оваа власт е целосно делегитимирана. Пратениците од мнозинството пак предупредија дека изборот е меѓу напредок и изолација и дека граѓаните, како што порачаа, се за Европската Унија и Соединетите Американски држави, а не за Русија. Денешната слика на булеварот е најголем показател дека граѓаните се за европска иднина. Денешната слика е најголема потврда дека граѓаните не сакат поделби, туку сплотување за Европската Унија. Граѓаните не сакаат конфликти, туку сакаат мир. Дека граѓаните не сакаат да бидат со Русија и Истокот, туку сака да бидат со Америка и Европа. И таа слика покажува и докажува дека граѓаните се за ЕУ, за подобар животен стандард, за интеграција, а не за изолација. Неизвестно е кога спикерот ќе свика продолжување на седницата, зашто е јасно дека власта го нема потребното мнозинство од 80 пратеници, неопходно за оваа прва етапа од отварањето на Уставот, процесот кој има 3 фази. По ова следи втората, во која се утврдуваат нацрт амандманите зашто е доволно мнозинство од вкупниот број пратеници, 61 глас. Потоа нацрт амандманите низ јавна дискусија се финализираат како предлог амандмани и се враќаат во собранието каде почнува третата фаза за што повторно е потребно двотретинско мнозинство.
За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.